Моето едноставно прашање е што правите. За некој комплициран одговор, за многумина последен викенд малку повеќе одмор, до следниот умор на 1. мај. Традиционално после прашањето што правите, или прво ќе прашате како сте, потоа што правите и почнува муабетот. Немам намера да ви форсирам дилеми и провокации. Како што реков, сакам едноставно и јас да ве гледам. А ве гледам преку тоа што ќе го кажете, преку начинот на што ќе ни го соопштите тоа што го мислите, зашто говорот на телото и мислата се најдобар доказ за профилот на луѓето. Добро вечер за сите наши гледачи што сакаат во овие мигови пред 1. мај и после Великден да одговорат, да пронајдат, да размислат на еден домакински отпоздрав. Што правите? Добра вечер, ако сте расположени за муабет. Ако не сте, и јас ќе го затворам викендот, па се гледаме во четврток. Ако сте расположени за муабет. Ако не сте... Добро вечер. Добро вечер. Малку ме молам, само намалете го гласот. Во телевизор. Одмам. Ало? Да, повелете. Сакам првин да ве пофалам. Да. За емисијата што ја водите денеска. И мислам и сите колеги да ги пофалам што ги водат емисиите цела недела. И да искоментирам. Како што се знае после Великден и пред 1. мај сите идат кај што ќе стигнат, а за 1. мај сите е гужва и на матка, и на треска, и на водно. После 1. мај не може да се природата да се среди, дека има луѓе што оставаат многу ѓубришта кај што ќе идат и не се ич одговорни за природата. Толку имам да кажам. Добро, ви благодарам многу. Не ве прашам ни кај ќе одите, ни што ќе одите, но се согласувам ицело дека околината е огледало наше. На нашето домашно воспитување, на нашите сваќања, на нашиот однос кон човековата средина, кон тоа што оставиле предците, кон тоа што ние треба да им оставиме на нашите поколенија. Добро вечер, што правите? Добро вечер, Чомарски. Повелете. За многу години празниците. За многу години. Честит 1. мај. Најголем празник ни беше. Ние што сме домаќини, работници, прави, трудолюбиви луѓе. Што тешко сега да се честита. Нема правда, нема адвокатите пред малку. Значи, ако има домаќини, адвокати, што се клучни во простудството, во неправдата вече. Ако се адвокатите, прави правници, нема судиите и да пресудат криво, ќе оди на понатамошно, на врховен, па ако и врховен пресуди криво, ќе оди на меѓународен и мора да се победи. Значи, клучни за мене се адвокатите. Тие, ако веа домаќини, неголема бројка се адвокатите. Јас уште ако се оформи специјалното обвинителство, одма се јавував на телевизиите, без специјален суд нема да има таа парса. И парса излезе. Се потроши многу пари и што излезе ништо. Бројчаникот за Скопје не врати. Значи, дебакал невиден. Ако се вратеше барем 1 милиарда, ќе имаше некоја, да речем, надеж. Значи, не се јавував 3 месеци, се јавував по сите телевизии вака од време на време, претежно за правдата, за фактички дефектот што е во државата
што нема казнивост, невиден дефект. Затоа младите најмногу се разочарани, тие што се школовани. Има други што се возачи, тие нормално кај се плаќа повеќе за километар, там работат. Значи, клучно е адвокатите, ако се домаќини, нема попуштање, нема да бидат подкупени, нема да прифатат, да речат, го изгубивме. Знаеш, монструм држава, монструм вака, монструм така. Тие се неголемите монструми, не се сите, велам. Значи, адвокатите се клучната алка за да се реши све. Кој ќе одат до крај, кој ќе одат на меѓународен суд, кој ќе почнат да паќат тешки пари оштета и се ќе се реши. Поздрав многу за многу години и така. Чао. Благодарам. Не ја прашувам веќе што правите. Сега ми е јасно што сакате да кажете. Бидејќи и минатиот пат ве запрашав едно попатно прашање, кое обично кога ќе се сретнете било каде, освен ова што правите, како сте, тогаш ве прашав како се чувствувате. Затоа и не ви повторувам. Но би било добро да ми кажете што правите. Добро вечер. Добро. Добро вечер. Добро вечер, господине Чон. Добро вечер. Моментално ве гледам вас. Добро, барем еден одговор на основното прашање. Сега вака, како се чувствувам? Да. Искрено да ви кажам, се чувствувам како село гори, баба се чешла. Добро. Вие сега отворивте многу работи. Сега проблемот е следно. И сега ни чека 5 мај. Не чека 5 мај. Добро. И ќе дочекаме. Така. Сега се ова што го правите вие, се што зборувате е точно. И неспорно е тоа. Ама не е тоа од вчера. Тоа се години наназад. Години наназад не се најде чаре за ова сето. А ние сме сега исправени пред еден свршен чин. Зар вие не чувте што кажа Меркел, што кажа Макрон? Па тие ни залепија една шлаканица, ни се заврте главата. Па чистењето, правдата, сето тоа не е од вчера. 30 години исто. А ние сега имаме некој срам како ќе го голтнеме. Како ќе го преживееме ова чудо што ни се појави сега на екранот пред едно половина сат и ни рече дека нам многу не повалила Европа. Ние сме биле пример како. Па има ли поголема срамота од тоа да ти кажат, ако се продадеш, ти си треба да бидеш пример за решавање. Па зар оние јадници што се продаваат за пари се примери за решавање? А сега, искрено да ви кажам, ја ви завидувам. Таква смиреност, такво чувство на еден однос како ништо да не се случило. Врвно достигнување за еден новинар. Господине Чон. Сакате да ја запалам малце атмосферата, да ви биде поинтересно? Ајде да палите. Да? Еве ке ве прашам вас, имавте надежи и мислите дека има алтернатива на ова на која сме тргнале? Слушайте, алтернатива значи дека има нешто, а избор значи исто дека има. Добро, ај кажете ми вие според вас што е алтернативата и што е избор? Многу едноставно. Кажете. Многу едноставно. Да. Нашата цел е заедничка. Ние немаме друга цел. Европа и НАТО колку толку оти, НАТО е голема лага за нас. НАТО не штити од внатрешни судири. А нас не чека внатрешен судир. И тоа е најстрашното што не чека. НАТО нигде не учествуваше во внатрешни судири во своите во нивните членки. Нас не, Европа ни е неизбежност. Знаете зошто? Затоа што ја ќе морам да одам секој 2-3 недели, еден месец во Европа да си го видам детето.
И ја немам друг избор. Ама како да појдам таму кога сега мене ми пишуваат, јас се пријавам, ми пишувам Macedonian државјанство, а они го шкртаат и викаат North Macedonians. Тоа го имам како документ. Значи, за една лага... Чекајте, рековме ќе ја завриме малце атмосфера. Ајде, вриеме. Со Норд Македонија тргнавте кај вашите внуци? Да, печат ми удрија. Отидовте? Нормално, а што мислите како ќе... Значи, отидовте, така? Да, така. Ако толку ви сметаше Норд Македонија, трак клучот на автомобилот, вратете се назад и останете во Република Македонија. Не отидов ја со автомобил, тешко возам ја веќе толку далеко. Добро. Ајде уште малку да се повозиме на... Дозволете, на мојот пасош на првата страница пишува Република Македонија. А ја не можам да му забранам на цариникот да удри печат како сака во мојот песок. А ако ја скинам таа страница, нема да ми важи пасошот. Па сега не ме правите вие мене толку будала, затоа што вие точно знаете дека ние денеска испивме еден отров, пелину. Ние сме отруена нација денеска. И оние малку што верува, навистина верува во човекот што се појавува сега и вели дека ние сме пример за Европа, гледаат дека е тоа голема лага. А дека ние нема да си ги заборавиме своите деца, нема ни по која цена. Добро, сега уште чекајте само уште малку сега, бидејќи очигледно дека монотоно ви беше и дека мислите дека ја ладнокрвно ве следам. Ве следам заради тоа што ви кажам на почеток дека сакам да чуем што вие правите. Но, кога веќе сакате ваква диалошка форма, ајде да продолжиме. Во оваа смисла, ќе ви кажам само два податока. Словенија, која беше меѓу првите приоритети под патронство на Германија да биде членка на Европската Унија, 2 години доживеа шок, бидејќи не беше примена. И сега, ја не сакам да кажам што направија словенците, но вас ве прашувам. Јас се согласувам наполно дека Франција генерално и удри шлаканица на оваа власт и на претходната особено, бидејќи немавме доволно континуитет во реформските процеси. Но сега што да направиме? Кажеме на Макрон, доволно е од тебе, ние сега напуштаме Преспа и си одиме во Вардар. Не. Добро? Не. Дозволете. Ние на Макрон не можеме ништо да му кажеме, ние само можеме да молчиме пред него. Добро. Се работи за следното. Вие спомнавте Словенија. Пуштате ја Словенија. Тоа нема врска со нас. Чекате да ви кажам сега, вие викате да ја пуштиме Словенија. Да. Што тако ви прочита вест, ако тоа нешто ви значи, од 15 членки со кои 10 кои се примени во Европската Унија, ви ги наброив. Словенија, Полска, Унгарија, Бугарија, Романија, сите одред доживеале дуплирање на бруто општествениот производ, дуплирање на просечната плата, дуплирање на инфраструктурните проекти, стабилност на институциите, верување на граѓаните во некаков нов систем на европски вредности. Тоа ви е малку? Не. Добро. Тоа е се точно. Добро. Меѓутоа, вие не заборавате дека Румунија и Бугарија беа политички примени. Вие заборавате дека Словенија и Хрватска се бивша Австро-Унгарија. Заборавате дека Романија исто, а ние сега треба да влеземе заедно со Албанија. Чекате, а вие заборавате дека ние 5 века бевме под Отоманска империја, што Австро-Унгарија се... Така е, затоа и ви велам. Добро. Ние со Албанија во Европска Унија ќе влеземе на куково лето. Добро. Затоа што? Ајде да се занимаваме со себе, Албанија ќе оставиме на Еди Рама и на... Ние бевме пред Албанија, пред Хрватска. И велете вака сега. Сега не изедначија со албанците. Тоа е првиот сигнал дека за нас влегување. Затоа што Албанија не може да помири се да влезе. Они се доведени во ситуација да им сега ставаат повторно визи. А што нас не ставија? Вие како еден учен човек, како еден стар медиумски работник,
Требаше веднаш да алармирате. Луѓе, штом не напикаа со Албанија за нас и Европа, нема. А вие сега можете да кажете дека не е така. Меѓутоа, пазите, јас сум вршник од неливаш. Ја не сум необразован човек. Јас сум аналитичен човек. По дефиниција ја морам да бидам аналитичен. Штом нас не ставија во иста група, требаше истиот ден да се скокне и да бараме не да не примат сега, не да ни дадат преговори. Нема да ни дадат. Да не ги издвојат. Тоа е она што го пропушти оваа влада. Дајте, чекајте, застанете. Како би ние со Албанија? Па ние знаете ли од кога имаме пак за асоциацијата? 2005-2008. Добро, јас сакам да се согласам со значаен дел од вашите критики, но ај малку да направиме една реминесценција. Една хипотетична игра. Што ќе се случиш ако од 2008 година тандемот Црвенковски и Груевски беа флексибилни, визионери, добри политичари и тактичари и се согласија на одреден начин на ова што после 11 години се согласи Заев. Кај ќе бевме? Дозволете прво вака. Прво, нас не ни беше понудена Северна Македонија, кога бе 2008, него ние понудивме име за прием во НАТО. Значи, грците не кажаа под кое име нас ќе не примат во НАТО. Они само бараа да го смениме на името и ние понудивме име, а тие го одбија. Зошто? Грците се многу фален народ. И сите се повикуваат на грчката култура. Но всушност, тој е народ кој што не сваќа дека тоа што лажеле 100 години не може да се скрие. Нели, Чика Јова Јовановиќ Змај каже на се тајне сазвои. Добро, ви благодарам. Мислам дека доволно ја зовревме атмосферата. Јас сега повторно ќе бидам кул, зашто не ми е намера пред 1 мај и после кулирањето за време на Великден страстите да ви ги зазаштам до степен на немирна ноќ. Но, како и да е, добро вечер за следниот гледач, кого и натаму сакам да го прашам домакински што прави. Добро вечер. Ете, по дома гледаме ова емисија што е треска водно, матка и така. Која ви е првата асоциација? Тоа е се матка, треска, сарајки и така. На таа тема ви разговарали или опšte на директно некои прашања? Како сакате, повелете. Сакате да ја прашувам? Да. Јас сум уморен од прашувања. Мислам дека ќе ме одморите вие да ме прашувате, односно вие да се изјасните. Да. Повелете. Например, првиот гледач со право рече, еве сите ќе одиме на треска, матка, водно, сарај, Велешко. Во мое време, тоа беа синоними на радост. И како млади ќе се спремавме, ќе се подготувавме, ќе отидевме и така натаму. Ја да ве прашам, дали последен пат сте биле во Сарај? Оставете го Беџети и Шилегов. Тие се минорни личности заради значењето на Сарај. Дали сте биле во Сарај? Како не? Сум бил. Кога сте биле последен пат? Кога? Тоа пред 10 дена. И како изгледа тоа Сарај, бидејќи ја бев пред 3 дена, за да го видам? Ништо, Сарај ти е малце запустен, као општина. Мало, не, Сарај местото излетничко. Излетничко е за никаде. Добро. За никаде. Искрено речено, за никаде, од многу причини. И така општина, као општина малце би требала да поработи повише. Како поише, тоа луѓе што знаат да прават бизниси, а не само да дрпаат буџетски пари, тоа ќе го направеа светилиште на на скопската природа и ново светилиште на среќавање. Така. Потполно е така. Да. И се слагам 100%, до сега тоа би требало да биде направено, баш да се радува човек, например, на парк. Добро, се надевам дека е грешка до нашите оператори во режијата, а не до или ненамерно исклучување. Можете веднаш повторно се вклучи. Добро вечер за следниот гледач.
Ало, добро вечер, господин Чоп. Добро вечер. Ајде вака што правите? Еве ја, како и мојот предходник, ве гледам вас и ве слушам. А, исклучете се. Мислам, исклучете ме барем. Да имате да ме гледате. Не ке сигурно, не Добро. ке сигурно, но Добро. ве слушам, кажувам, така да... Добро, Сакам повелете. да кажам и јас некој збор. Значи, Апсолутно, спомнавте за тоа сме тука. треска, Добро. треска, кога сте биле на треска, кога на матка и така. Па 20-30 години последни секако не. Па би рекол, можда и нема зошто да одиме повеќе таму. И малку не ни доликува да одиме, но во овие случувања што ни се случува, јас би рекол, како утрешниот ден, не би требало да одиме на матка Сарај водно. Треба да одиме каде не повикам институциите. Ако бараме пари само, а не кажуваме дека треба и да работиме да ги добиеме парите, значи утре треба да се упатиме некаде каде не повикуваат синдикатот, каде што треба да бидеме по моје. И затоа кога ме прашувате што правите, размислувам дали да одам, ако одам колку ќе помогнам, и сега да не го кажемо на народското, а ако ме видат моите ќе ме избркат од работа. Така да не знам како во ова време да се навикнеме и кој пат да го фатиме. Дали да одиме на матка со скарата или да одиме на плоштад на 1 мај. Знаете што е малку разби грижа да направиме. Јас се враќам со носталгија на Сара и на матка и на тие времиња, меѓутоа, разбирам. но меѓутоа од аспект на денешниве екологисти, замислете не пред едно 35-40 години едно 200 аута влезени во треска, сите ги миеме аутата од озгора до доле, па уште малце и детергент, и тоа беше екологија. Тоа денеска веројатно би биле казнети со најмалку 500 евра. Тоа се времиња. Ало, добро вечер. Ало. Да, повелете, еве. Јас толку... Да, се исклучивте нешто. Не се исклучив, да. Повелете. Се загуби глас, да. Во право сте, потполно во право сте. Да. Ние не на матка, не на треска, ние каде ќе најдеме ќе оправиме тоа истото. Но зошто во секој, значи, еден збор, ако почнеме да критикуваме или гледаме дека ќе добиеме казна, зошто викаме ами во Германија со нашите народски зборови? Значи, кога употребуваме и правиме паралела и разлика? Тога кога ќе ни дојде густо. Ама зашто не се најдеме дека сме виновни во времето на густото? И тога посочуваме некаде подобро. Да, ама јас кажувам вака, значи сега ќе навлезам предходниот господин што кажуваше за пасошо и името таму. Да, ние кога правиме еден чекор преку границата за Европа, фрламе цигарата пред да сгазниме во Европа. И сега кога одиме во Европа, не пушиме цигара. Но кога ќе се вратиме од таму, и пак еден чекор кога ќе се направиме во нашата држава, си ја земаме цигарата и си пушиме. Зошто тоа ние не го правиме во Европа кога одиме, но го правиме вака. И кажуваме дека Европа е ваква, па е онаква, па што ќе ние и понатаму. Не. Ако ние сме работници, како што бевме, господине Чом, во времето, па и дел сега еве се уште од нас. Се рачунам за еден работник честен, како што и вас ве поштувам, долго време ве знам. Мислам дека прво треба да се испитаме дали ние вредиме.
И уште еднаш ќе кажам дека денеска сме добиле шамар. Не, јас не разбрав така. Зашто не слушнав разговор таму дека сме отидени за да добиеме шамар. Слушнав пофалба, човекот беше повикан за да, така јас го разбрав, биде како пример помеѓу тие другите што беа отидени со него. А знаеме кој беа таму. Добро, ви благодарам многу. Ајде, пријатно. Пријатно. Не мисля дека ќе имате дух на надпревар со мене и во овие вечерни часови. Многу прифаќам тој предизвик. Добро вечер, што правите? Ова ми е одговор. Прав одговор дека ви е досадно со мене. Добро вечер. Да, повелете. Ево ќе ставам на муте да му уклучите, може? Еве ве уклучив, ајде. И муте има и вие сте на линија, повелете. Добар вечер, добар вечер. Добро вечер. И на телефон еден градежен работник после стана техничар, инженер, цело време работе во Пелагонија и сакам да ве известам градежниците од Скопје, поготово село Македонија, беше ден на градежниците и сите од сабање, од 8 па вечер до 8 па до некаде 11 имавме приредба надпревари, се капевме, значи било одлично дружење. Сега слушам Сарај, оти ако некој помине преку мостот тамо према населбата, тешко ќе се врати нетепан. Благодарам, пријатно. Добро, добро вечер. Добро вечер за следниот. Со муте и без муте. Добро, 22 и 39 и 40. Си направивме мове со тие што се подготвени. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Ајде, ќе ми одговорите што правите или како сте? Чомовски, добро вечер, Зимбабве. Добро вечер, ајде, вие сте во програма, повелете. Ве слушам. Ме ословите Чомовски, ве слушам и повелете. Па, што правивме во далеката 91 година? Почнавме трансформација на едно семејство од самоуправно социјалистичко во приватно предприемачко. Добро. И? Се радувавме на чинот што станавме самостојна независна Република Македонија. Се донесе уставот 91 година и требаше да работиме сите на таа трансформација и општествена и семејна. На таа трансформација и општествена и семејна. Правите пауза. Не знаеме точно за тие години што ни се случува. Добро. Наместо да имаме имплементација на тој устав, ние го фативме погрешниот пат. И на новиот правен поредок да работиме за да исполниме вредности и да го продолжиме нашето членство во НАТО и Европската унија. Прашањето што правите, убаво е што е поставено на граѓаните на темата на вашата емисија. Прашањето што правите, убаво е што е поставено на граѓаните на темата на вашата. Дали би било добро да правиме Може би треба да се опате конкретно на носителите на власт. Што тие правија за овие 30 години?
на носителите на власт. Што тие правија, како ја менаџираа државата и зошто ние останавме последни во приемот во НАТО и во Европската унија. Ние двајтата по професија сме правници. Така е. Сигурно дека можеме лесно да го лоцираме проблемот, ама нема никој слух кој е виновен за тоа. А толку многу случувања се десија за тие 30 години, почнувајќи од двајцата председатели ликвидација и сите други случувања, и 2001 година се најдоа луѓе што помогнаа од Европската унија да тој проблем се менаџира, да се разреше, побара од нас да се вратиме на правите вредности, а правата вредност е владењето на правото и однесување на европската регулатива, почнувајќи од индивидуалитет, семејството, а тоа може да се оствари само ако има владење на правото и секој за грешката што е направил истиот ден да одговара. Ние како индивидуалци имаме предмети што се влечкат по судовите по 2 децении како правни субјекти и тоа продолжува и денеска и добро што нашите представници одат, а они не одат таму кога они заслужуваат, него за тоа што треба да отидат таму и да слушнат од тие држави влијателни, што ние треба да направиме. Во извештајот на Приве беше децидно кажено што треба да се направи. Ама граѓаните како физички лица не можат тоа да го направат, бидејќи имаме државни органи, односно поделба на властта, почнувајќи од председателот до локалната самоуправа, требаше да се почитуваа вредностите во Уставот и во законите. 30 години ние вршиме само измена и допуна на законите кои што беа поставени врз тие вредности и сите знаеме дека Уставот на Република Македонија беше оценет од 5 уставни суди од најголемите европски држави за граѓански и со парламентарно владење. Во практицирањето на Уставот и на законите ние сгрешивме тотално работата. Значи, ако можам да извлечем заклучок на вашава рецензија 3 децении, со една мала моја забелешка дека во тие 3 децении барем 15 години правевме држава, зашто не имавме ни стокнено, ни правено. Да. Од трансформација до меѓународно признавање, но мојата поента е, ако добро ве разбрав прашањето што правите, е добро прашање да во име ваше, мое и на гледачи да им го поставиме на носителите на актуалната власт. Апсолутно, затоа што тие беа задолжени да ја прават трансформацијата што се направи, ама они самите се ја крстија како криминална трансформација. А за таа криминална трансформација никој не одговараше. И тој што ја спроведе трансформацијата со закон е заштитен од приправник да биде доживотен председател и да прима плата и сите тие трошици. И тој модел на менаџирање на државата продолжува и денеска, за да сега последниот премиер се најде таму кај што се најде, олигарсите таму кај што се, и сите бележаме и кажуваме дека толку и толку милиарди се изнесоа од Македонија. Како е можно да има толку и толку криминалци со толку и толку милиарди, а ниеден да не одговара? Добро, сега уште еднаш. Значи, заклучиме дека што правите да го адресираме на Илинденска. Но сега следното прашање е што направивте? Кому да го адресира? Што направивте од државава? Да? Кому тоа прашање да го адресира? Па на носителите на власт, на одговорните, функционерите. Добро. Тоа значи дека тие што дошле на власт знаат, направиле ревизија, знаат што презеле, како презеле, кој каде е донел државата, каде што е сега.
Па ако знае, ќе не однесеа таму кај што ние гласавме 91 година. Добро, ви благодарам многу, љубезни сте. Имаме уште 10 минути до рекапитуларот на вестите во изминативе 12 часови. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Што правите? И јас сум добар и работам на телевизиски проект во кој во овој момент се остварува. Вие што правите? Вака сега, јас ве вас гледам моментално и слушам. Добро. И пошто имате таму на наслова, нели, 3 точки, предпоставувам дека може да надоградеме нешто там да кажеме. Така е, апсолутно, браво. Така. Па може да пишете Охридска тврдина. Со орелот. Сакал... Моли? Охридска тврдина со орелот? Не, Охридска тврдина само. Не. Добро, пишам Охридска тврдина. Добро. Така. И би сакал да го слушам вашето мислење за последниот настан, да го кажам, нели да не кажеме инцидент, да не навредеме некој. Сакам да слушам вашето мислење по тој случај. Ама не го чуте мојот коментар. Охридска тврдина со знамето, со орелот. Да. Значи, за тоа сакате да ви кажам, така? Да. Еве, ја ќе ви кажам отворено. Составен дел на ефтини разузнавачки игри. Секогаш кога Македонија била на такви премрежја, без оглед дали се работи за ШИК, се работи за белградските испостави, се работи за домашни и така натаму, секогаш има такви инциденти кои разбуктуваат страста. Тие што дошле, си отишле како недобронамерници. Да, ама зашо да не слушнеме осуда од нашите, да ги кажам, браќа албанци? Зашо не излезе еден и јавно да го осуде тај што е дојдел од Косово, зашо да ни прави на нас немири тука? Тога апсолутно се согласувам. Како што вие велите, нашите албанци еднаш треба да се одважат. И да го кажат тоа дека во суверена држава не се истакнува на јавни места државен символ на друга држава. Без оглед што знам што ќе ми рече дека тоа е символ на албанците. Но тоа би било символ на албанците доколку албанец во Македонија се обиде да го стави знамето заедно со македонското, а не да биде косовец кој ни дошол овде и е злоупотребил нашата туристичка добронамерност. Бидејќи ако излезе сега министерот да го осуде тоа, нели, одма ќе се сване како друга. Зашо не излезе? Еве, Бујор Османи, да го цитирам, како вице-премиер, да излезе и да рече јавно, ние го осудуваме, ние не сме за тоа, ние, нели? Него никош не е излезело од таа страна да осуде еден ваков инцидент. Не, јас сум шокиран од изјавата на Села, кој вели дека тоа е речиси нормална работа, а уште поише шокиран од интерпретираната изјава на Талат Џафери дека престрого се е осуден сторителот. Не баре тоа е извршен судија кој или прекршен судија кој ги мери казните. Наместо да се одважат сепак тоа со право можам да ви дадам да се осуди чинот. Така. Злоупотребата на гостопримството. Тоа е основната и елементарната потреба на Охриѓани и на тие што таму ги дочекале добронамерниците од Косово кои биле во некаква игрорна група или така натаму. Добро, со тоа завршиме. После тврдината што доаѓа. Добро, благодарам многу. Добро вечер. Еве, за оној што на почетокот рече дека мртов Владен 7. Да, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Дали се слушаме? Да, повелете. Вака, овие 3 теми супер се баш таму деме на телевизија и би поразговарал преска ми прекина на темата Сарај. Добро. За одмаралиште, парковалиште Сарај, има таму базен и така. Имаше. И требало, да, имаше, извините, баш имаше. И било прекрасно, значи знаат сите у градов што е Сарај парк. И така, значи пред се на народот, што е и луѓето у Сарај, малце треба свеста на култура и ниво да се подигне, за да би можело да се среди тоа што треба. Средствата не се баш она најголем проблем. Као што ги слушам 80% веројатно.
се, али и луѓето се. Добре, денеска најмодерно е да викаме јавно и приватно партнерство. На било кој приватник тоа да го даде и да стопанисува со него, ќе имаше поголем кјар и Сарај, и Скопјани, и сите сограѓани во општината Сарај и околината. Така, али некој тоа треба, значи треба да се време, да се направи, да се среди. Креативност пред све 90% треба креативност на некој што би го земал тоа да го среди. Еве и матка исто, слично, исто. За треска збориме, нели треска, како што е треска. Значи за парк треба тоа, за Сарај. Средствата се, нормално, нели, средства треба да се, али пак треба креативност. Ја мислам така. 80% гледачите ги слушам баш на таа тема, политички, се на политика, политички се изразуваат, а воопшто политика нема врска со креативноста и буџетот и луѓето и така. Макар ја мислам така. Добро, ви благодарам многу. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Повелете. Дали се слушаме? Да, вклучени сте. Еве ќе го оставим мобилно за да ви докажам дека сте вклучени. Повелете. Вака, ве поздравувам, се евам од Битола. Многу тешко иначе се добива гледам и од останатите делови на Македонија. А и овие три точки предпоставам дека се однесуваат, да речеме, еве, Пелистер, би требало покрај Треска, Матка, Водно, Сарај, Велешко, Пелистер, па Преспа и така натам. Ако ги споредуваме со алузија на претходните гледачи, ќе видиме дека навистина јас како млад студент на времето Треска, Матка, Водно, Сарај беа навистина добри. Во споредба исто и со Пелистерскиот дел или Преспанскиот дел, меѓутоа заедничко за сите нив е дека навистина се сега упропастени. А упропастени се од сите нас пред се и е заборавени повторно и народот од народот. Се уништени. За нивно обновување не се работи ништо. Народот за време на првомајските празници, зборам за овој нашиот дел, со скромни напори се одеше, значи во близината под Пелистеријето или кон да речем кон Мариовскиот дел. Се одеше доста скромно за разлика од денешните денови кога 99% заминуваат за Грција или се води нескрено состават отпадоци, се девастира природата, се уништува и така натам. Тоа е во тој дел. Ние сме истиот народ од пред, да речем, пред 20, 30, 40 години. Нашите родители, нашите баби, дедовци ни давале одредено воспитание. Во една вие емисија, повторно кога зборавте за градежната мафија за Скопје, актуелно беше дека за студентскиот дом, за студентите буквално. Како млад студент, кога дојдов во Скопје, студентскиот дом и живее во Кузман. Немаше фрлање, немаше растурање, меѓутоа и во Битола не фрлаја од зградите, за разлика денеска кога и од самите згради од Битола фрлат, па веројатно студентите кога ќе дојдат таму, поучени од битолскиот дел, меѓутоа ги гледат и скопјани како фрлат од зградите вдолу и наставуваат и тие во тој дел да фрлат. Значи во дел на, зборам за културата на живеењето, на празнувањето буквално секој дел. Што се однесува на славењето на први. Вашата добра намера беше да кажеме нешто добро, нашето мислење и размислување за 1 мај, наместо да се оптеретиме со политика која навистина не удави. И во овие празници, во најголемиот великденски празник, значи оптеретени со политика, со поделби измеѓу леви и десни, размислување дали ова вака или така, постои народ кој што навистина нема што да јади или имаме 450.000 таму према статистика сиромашни кои што нема да јадат и тоа е тоа.
Што се однесува до синдикатот, го спомна и синдикатот. Значи, во време на социализмот, каков таков имаше некој синдикат кој што можеше работниците да ги изведе на еден пат, може да им помогнат. Во сегашно време синдикалните водачи ќе бидат навистина, према моје мислење, посебно од Муратовски наваму, нашиот битовски представник или двата представници, ќе бидат како изучувани во историјата на синдикалното движење како најлошите представници на синдикатот. Луѓето кои што навистина немале врска со синдикатот, се возеле со Мерцедес, живееле во државни станови во Скопје и во таа нивна зграда со илјадници климатизери, тие навистина не би представувале представници на синдикатот. Ако ги споредат, да речем, со современите синдикални водачи, на пример Лек Валенса, тие би биле една обична нула, најискрена. Мислам дека премногу политика и политизирање, дали нас Макрон ни удрил шамар или не, битно е, меѓутоа, во овој момент, во празнувањата треба да се има малце мерка, треба малце луѓето да се опуштат, да се тргне таа политизација од народот, да живеат малце спокојно, да си го празнуваат празникот. На крајот би ви го честитал на сите празникот 1 мај и вас посебно за една успешна емисија и да одвоите повеќе време, односно повеќе место за нас, гледачите и слушателите од останатите делови Невелон провинција, затоа што Битола не била никош провинција. Па јас не дам директива дали од Скопје или од Битола. Проблемот е, добра идеја ми давате, дали 2 или 3 телефона, една линија да биде ослободена за граѓаните од обкружувањето на Скопје или од другите делови на Македонија. Ви благодарам во секој случај. И вас исто ви посакувам добра ноќ и среќни празници и великденски 1 мај. Поштовани гледачи, 22:58, за да не кажам сега стоп или завршуваме, следниот гледач е последниот во ова ноќна граѓанска работилница, во која и не знам кому да го адресирам ова што правите. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Благодарам. До кого да го адресирате? Да. Па до Зоран Заев. Добро, еве. Он е главен таму ше со 1-2. Тоа има да се дискутира друго. Еве, вие зборувате, јас ќе се обидам да му позвонам на Зоран Заев и да го прашам што правите. Може? Он се спрема сега моментот, утре киде на протести за 1 мај. На митинг киде. Да ја подржи работничката класа. Ова да те прашам, господин Чововски, се сеќаваше ти, мора да патиш кога се отвори езерото Треска. Да. Со чамците и со Тито. Да. Со сандолините. Да, повелете. Ова, идевме ми е почесто, не знам ти дали одеше тамо. Едно време имаше многу гужва. После почна да се намалува. Дали знаеш зашто? Не знам дали ќе ти текне, дали ќе се сети зашто. Ја ќе те подсетам сега. Да. Мештаните од Царај и околните села доаѓаат, сите голи со облечени се бањаат, они доаѓаат како што друштво, како си седиш на секој купче, нели си има едни овде седат, едни овде, и само идат од купче на купче, гледаат женика има. И затоа почнаа луѓето си бегаат од таму. Това беше најголемиот проблем таму, за езерото. И се изгуби тоа традиција што имаше за одење, и за базенот исто. Ја се сеќам идев почесто и луѓето бегаво таму. Овде пише Матка водно Сарај Велешко. Добро, јас... Зашто додам на Велешко? Што ќе ме привлече? Што ќе видам на Велешко? Нема ништо. Добро. Охрид. Ајде да го спомна, Велешко ми сега ми текна за Охрид. Охрид еднаш бев
пред 30 години не идам више, ме оплячкаа таму. Да, добро, доволно е тоа. Што ве оплячкали не е причина да не одите. Охрид сепак е сега... Не ме оплячкава Ајдуци, ме оплячкава таму ќе што зема престој една куќа, оде со хлубеници вини од тука и вино стаи да се лади, а викам риба ќе купам, ќе пржам, ќе јадам, баму таму. Кога гледам ни лубениците, ни виното го нема, прашам таа газданица, така е, син ми дојде ги зема, вика, ќе ти купиме други. Добро, ви благодарам, многу добра анекдота е, мораме да привршуваме, љубезни сте. Добро, биде поздравен, сеќен празник. Фала ви многу. Еден колега ми пишува, апропо на мојот коментар за знамето на Самуиловита тврдина, и ме подсетува дека ова е 2019 вели другар, а не 1981, да ме косовските настани и се друго, за знамето. Јас сакам да му вратам директно. Нека отиде било кој што сака да го постави албанското знаме на Нотр-Дам. Ви благодарам, пријатна вечер, се гледаме во четврток, како сте расположени со други теми, уште повеќе што ќе влеземе во финишот на една жестоко очекување кој ќе победи на претседателските избори. Стево Пендаровски или Давкова Силјановска. Пријатна вечер од мен.